ВМРО ДПМН денес до медиумите достави договори во кои, како што тврдат, стои вистината за тендерските постапки кои се спроведуваат во Штип. Освен договорите, ВМРО испрати и соопштение во кое се вели: Ја обелоденуваме вистината за тендерските постапки кои се спроведувале во Штип. Имено, дел од институциите кои се основани од страна на општината, градинката Вера Циривири Трена, јавното претпријатие ИСАР, доделувале тендери на компанијата Делукс, која е во сопственост на членови на фамилијата на градоначалникот. Фамилиарната компанија од стапувањето на функција на Бочварски до денес добила околу 5 милиони денари од институции кои се на територијата на општина Штип. Дел од овие институции се под директна надлежност на општината. Затоа прашуваме дали градоначалникот влијаел врз изборот на најповолната понуда, дали ова не е судир на интереси. Вака ли се враќаат парите кај граѓаните? Од кабинетот на градоначалникот со следнава реакција: Посочената фирма нема учествувано, ниту има добиено јавна набавка во општина Штип, каде што градоначалникот е потписник. Наведените институции се посебни субјекти кои имаат своји директори, служби за јавни набавки, посебни жиросметки и кои работат согласно Законот за јавни набавки. Според Законот за јавни набавки, за најповолен понудувач се избира оној економски оператор кој понудил најнинска цена, во јавна и транспарентна постапка на која може да се јави секој заинтересиран субјект. Градоначалникот нема увид во јавните набавки на другите институции во градот. Во слична таква јавна набавка, член на семејството на советникот Иван Јорданов на 2 наврати добил концесија за ординација во јавната здравствена установа Здравствен дом доктор Панче Караѓозов Штип во време на владеењето на ВМРО ДПМН и во време на Социјалдемократскиот сојуз. Стои во реакцијата: